Наскоро на програмата на ТВ Алфа, веќе сите знаете дека ќе имате можност да видите првата крими серија снимена во Македонија, Бистра вода. Со оглед на тоа што вакви проекти кај нас за жал ретко се случуваат, секако дека овој проект заслужува не само големо внимание, туку и голема почит. Во другите емисии ги имате видено актерите кои што ќе глумат во оваа серија, но денес ќе разговараме со оние луѓе кои што се наоѓаат зад камерите на Бистра вода и без кои што еден ваков проект не би бил ни можен ни возможен. Добро утро им посакувам на Дејан и на Никола. Добро ни дојдовте во нашето студио. Добро утро, добро ве најдовте. Еве, правилно представување, Никола Поповски, кој што инаку е режисер, а во Бистра вода е асистент на режија, и Дејан Милошевски, кој што е копродуцент. И извршен продуцент на серијата. Да, ќе разговараме точно за вашите улоги, иако не актерски улоги, улоги зад камерите, за појасно да им доловиме на гледачите што е она точно што вие работите. Но прво ќе ви прашам колку време живеете вие веќе со оваа серија? Затоа што не е тоа првата клапа кога се започна, нели? Па 24/7 со серијата, еве да речеме скоро цела година, може да се каже, дека целосно сме посветени на, почнувајќи од подготовките, сите тие предпродукциски фази и одлучувачки моменти, преку фазата на продукција и снимањата, се до оваа фаза на конечна постпродукција, завршна фаза, се будиме, живееме, дишеме и заспиеме, дури некогаш сонуваме делови од серијата. Така што нема да ве подпрашувам. Така што еве мислам дека за сонништата, да. Како на некој начин дури да ги играме улогите од серијата во секојдневниот живот. Уште тоа ви остана. Да. Дејан, тоа значи дека животот ви е ставен на стендбај, ќе почека се малку животов додека не излезе серијата. Добро, веќе полека се намалува тоа темпо што го имавме за време на снимањето. Сепак се работи за голем проект. Овде се работи за буквално најмалку 8 до 10 играни филмови кои секој ден беше предизвик. Во некои моменти баш со Никола разговаравме дали ќе успееме да го доорганизираме финално, бидејќи секој ден имаше предизвик, нови локации, секое утро ние започнувавме таа локација, па потоа размислувавме од тука се преселуваме на друга локација, па на трета локација и сето тоа беше напорно. Да, и тоа селење не е еден човек да си се пресели. Да, возила, десетина возила, екипа од 20-30 луѓе, актери треба да се донесат, да пред локација да се види дали тоа е спремно во тој момент таму на истата таа локација кај што треба да снимаме. Но се идеше така, дури може да речеме малку и имавме и среќа, успевавме, го постигнавме. Се надевам дека ќе добиеме добар продукт, успешен. Верувам дека еве после толку време конечно една независна телевизија инвестира и произведува вистинска драмска серија под теркот на постоечките и во светски рамки играни продукции кои што мислам дека во колку долго време со години не се случило толку голема продукција на играна серија во Македонија. Нарочито се снима ситком и такви серии, ова е буквално што велиме 8 до 10 играни филмови во материјал кога ни постававте пред да почне емисијата. Станува збор за една огромна екипа, значи многубројна екипа не само пред камерите, туку и зад камерите, каде што секој си има своја улога, но сепак ви се на некој начин испреплетени. Еден без друг нема шанси тоа да функционира, така? Ајде прво за гледачите да им демистифицираме продуцент, односно во овој случај копродуцент. Што се опфаќа твојот ангажман и дали во превод тоа значи дечко за се? Не. Така некако? Не дечко за се, туку имате една мисија каде што утрешниот ден ви
налага да имате такви локации. Потреби, реквизити, слично и сето тоа треба вие да го организирате во тоа слободно време до кога Ноќта, кое е слободно време? Како да речеме, денес снимаме на ова локација, ние веќе размислуваме за наредниот ден. Дали имаме доволно статисти, дали реквизитите се спремни, како ќе се паркираме на тоа место. Сето тоа го организираме претходниот ден за другиот ден. Асистент на режија, што опфаќа тоа? Па тоа опфаќа изработка. Од момент сега да треба да елаборат да напише што све работеше, што би напишал? Па асистентот на режија е задолжен за конкретно планирање на снимањата, нивна координација, во соработка со продуцентот ги контролира на некој начин сите сектори, дали се координирани, дали секој има се што му е потребно, доколку нема веднаш да се реагира, да се обезбеди, да се промени план на снимање поради одредени причини, ако бидејќи сепак е жива материја. На пример, често ни се случувало, некој можеби сепак беше крајната фаза на ковид пандемијата. Можеби имавме и некакви слични ситуации кога имаше сомнежи за некаква можна реакција заради ковидот и од други причини. Се случува, климатски промени, не знам, се може да очекуваме. Во првите 20-30 дена снимањата одеа по различни комбинации, бидејќи имавме и многу актери. Колку е тоа многу актери за колка? Па над 75-80 ќе фатат актери. Секој со свој карактер, секој со свој жил, тоа е друга приказна. Домашни проблеми, обврски. Малку со етика и актерите, И сето тоа мораме да го организираме во текот на претходната недела, план за наредната недела. Па може во вторник, не во вторник, во четврток. И ти имаат своји ангажмани и други, така. И сето тоа се комбинираше, али можеме да речеме дека добра соработка имавме и со нив. Тоа се над 75 актери, така Никола? Над 80 актери. Плюс статисти кои убав дел од тие беа и на турчици. Да. Значи не е актер, но има цена кај што има и соговор. Тоа веќе во поглед на актерската подела имаше вистинска реална можност да си се пријават кандидати на кастинг, да си дојдат на аудиција, да го направат тоа што од нив се бара на аудицијата и по пат на аудиција реално да бидат избрани. Сме слушале моабети дека се случува да бидат одбрани само одреден круг на актери од разни причини, меѓутоа овде имаше вистинска, реална, објективна можност кој сака, кој мисли дека е спремен, кој на вистина е решен да игра пред камера или да учествува во драмска серија, да дојде на кастинг, на аудиција и доколку за конкретна улога се покаже како добар избор, да биде избран и да му се даде некоја улога. Се започнува, предпоставувам, од кога прв пат ја го видите сценариото, така? Да. Актерите го фалат сценариото, но од нивен аспект, дека лесно изговорлив, лесно напишан, не треба многу корекции. Но ме интересира со оглед на тоа што сепак има и многу акциони сцени, што сепак станува збор за прва крими серија. Вие поинаку го читате сценариото, прв пат кога го видовте, што си рековте? Имаше ли нешто што си рековте, ова не може да се направи? Не, напротив, никогаш не се откажуваме, секогаш бараме начин како реално потребите на едно сценарио може да се стават во пракса и да се реализираат, да се снимат на најдобар можен начин, на кој што ќе биде тоа доживеано и емоционално и интелектуално од гледачите. Искрено јас го доживеав на друг начин. Како Дејан, во прв момент велиш дали ова ќе успееме. Дали ќе успееме да го направиме, бидејќи презактивно е. Тоа е разликата меѓу режисерите и продуцентите. Ние режисерите секогаш грабиме кога тоа да се сними како што сакаме да се сними, а продуцентите секогаш гледаат да не спуштат на земја и се загрижени, тоа е така. Со намерата дека тргаме и ова мора да успееме да го направиме и го направивме. Но проектов е огромен.
огромен од секоја суштина, бидејќи Захтевен, да, бидејќи располагаш со некој си буџет што не е реален за тие потреби што можеш да го реализираш. Но сепак треба да кажеме и голема благодарност до сите институции каде што побаравме снимање и било што, ние 99% добивме позитивен одговор и можеме да речеме дека имавме прекрасна соработка буквално со сите државни и приватни институции. Па некако сите препозна добра прилика да конечно кај нас почне да се создава македонски драмски играни серии, бидејќи сето тоа се случува во соседството и сите се некако мислат, ама добро, ние не можеме, ние не знаеме. Не е така, не се согласувам. Напротив, треба да се охрабриме. Еве, ние решивме да почнеме. Ќе има прилика публиката. Сега продолжат Па други. да, јас многу ќе бидам среќен доколку ова продолжи и поттикни и други продукции да го прават Добро, ние ова. да продолжиме со И втора ние да сезона продолжиме, да. Пред се ние, да. ќе бидам среќен и ако има бројни примери и стекнеме некаква конкуренција. Со оглед на тоа што рековме крими серија, претпоставам, она на кој што сме навикнати на затворен простор, снимање серии со долги дијалози, дека тоа сега е избегнато, што го представува тој проблем барање на локации. Како прво се бараат локациите, како се одредуваат? Рековте огромен број на локации. Огромен, не можеме, Да. мислам дека се над 100 локации, ако ги земеме сите, буквално сите локации, локација на улица во снимаме, локација на стан, куќа. Значи тоа ја немаме точната бројка, но мислам дека е над 100 локации. За повеќето од нив биле потребни такви дозволи, Да, кои што да, барем да. тој дел за среќа. И сега ме интересира со оглед на тоа што мора да се внимава да не се стемни, претпоставувам така, да не заврне. Па Колку добро, тоа ние дополнително го нарочито усложнува. одевме и имавме ден-ноќ. И буквално, смени, да, буквално убав дел почнувавме помеѓу дента и ноќта, да фатиме денските сцени од тој дел на серијата, па ноќни сцени. Бидејќи сепак се работи за 16 епизоди, мислам дека толку ќе испаднат, 16 до 18 епизоди. Па добро, ги земаме во предвид сите фактори, почнувајќи од потребите на конкретната сцена, во каков простор треба да се случува, како тој простор треба да изгледа стилски во соработка со продукцијскиот дизајнер и сценографот. Режисерот се одлучува во кој стил треба да биде конкретниот или интериер или екстериер. Па потоа, откако тој избор ќе се направи на конкретната локација со менаџерот за локации, Добро. се пристапува кон доуредување на да, одредени сценографски некогаш елементи и така натаму и така натаму. Ноќната сцена ја правевме денска сцена. Знаете, со зависно. удар преку врата, светло денско и тоа испаѓа дека е ден, иако ние снимаме во ноќ. Која би беше, би издвоили како најкомпликувана, да речеме, сцена? Па, Што најмногу ви испоти? Ја мислам дека последната сцена со Со шлеперот и со специјалната единица каде што имаше бркање, акциони, мислам, истрели од огнено оружје. Но сепак треба да се заблагодариме и до специјалната единица Тигар, до командирот Радош. Секогаш ни беа на располагање. Буквално комунициравме за задутре ни требаат 4 борни возила, 12 специјалци и тоа го добивавме цело време. Кога ни гостуваше Рубенс минатиот понеделник, тој зборувавме за тие анекдоти што ќе се прераскажуваат и за непредвидливи ситуации. Тој токму спомена една ситуација, мислам дека во старата чаршија беше каде што каде што го апсија. полски полицајци. Имаше ли, сигурно имало и други некои такви моменти кои вие би ги издвоили? Тоа се обично најинтересните моменти и за самата публика. Па еве, имавме ситуација конкретната сцена што ја конкретната сцена што ја спомна Дејан за снимањето со специјалната единица, кога имаше и пукање и доста рафални истрели се случува.
Не знам како, но одеднаш дојде новинарска екипа мислејќи дека се случува Бог знае што. Со намера, да, со намера да нападната известува во газела. живо од пукањето во кругот на таа фабрика каде што снимавме. Да, тоа беше во кругот на газела. И нас искрено тоа не изненади, ама на крајот. Да, сепак треба и Да. голема благодарност до собственици или управителите на комплексот Газела, каде што имавме Да. 4 дена снимачки. Исто така, кога имавме на сцена каде требаше двајца насилници да кршат возило на некој од ликовите, Да. исто така одеднаш се појави полиција. Не знам колку луѓе пријавиле, Да, тоа беше мислејќи дека штаб центар некои кај насилници железничка на вистина станица. на некого му ја кршат колата. Не били информирани едноставно Да, дека се ние случува возилото снимање. го набавивме 3 дена пред Да, тоа беше снимањето. И така ни изгледаше баш солидно возило, личи на добро. Мислам дека моторот не работеше на возилото. Не, тоа беше нефункционално возило. Нефункционално, пред Да. топење и ние баш ова возило, тоа го сакаме и ни го донесува на денот на снимањето и тука баш кај железничка станица настана Недоразбирање. недоразбирање. Благо речено. Да, благодарам. Автобуси овона и дојде полиција, Да. после до кога да се освестиме денот газдата на собственикот на некоја фирма не плаќал, Да. не дал плата и поради тоа му го искршиле возилото. Можеше Да. една серија да се Да, снима да, и за самата серија. Да. Сега јасно ви е дека наскоро ќе дојде време кога овој проект ќе го предадете на публиката. Тоа е веќе започнува Се ближи, друга да. приказна. Ќе биде гледана со други очи. Што мислите како публиката ќе го прими овој проект? Прво мислам дека на публиката ќе биде малку бидејќи веќе долги години е навикната на увозни продукции. Мислам дека публиката можеби ќе биде малку чудно да стекне навика да гледа играна програма на македонски јазик. Но треба да бидеме упорни и публиката, освен што ги следиме незините очекувања и желби што сака да гледа, мораме ние да бидеме упорни и публиката да ја навикнеме на домашни продукции и да ќе бидам среќен да има убави реакции, да им се допаѓа тоа што ќе го видат, но исто така ќе бидеме спремни да ги Подготвени за прифатиме секакви, сите аха, критики, да. бидејќи сигурно и нормално е дека ќе има добар дел од публиката на кој што нешто нема да им изгледа доволно добро и така натаму. Освен екипата што го имате сигурно видено материјалот, дали имате можеби некоја приватна проекција направено за некој тотално неутрален да оцени или Па немаше за сега мислам дека така неутрален немаше. Ја би се навратил на ова. Мислам дека серијава ќе биде доста добро прифатена, бидејќи она што го гледавме ние како продуценти, серијата е гледлива. Значи динамична, акционите цени даваат дополнителен импулс на целото действие. Така да мислам дека серијава ќе направи бум. Но се надеваме дека ќе избегнеме и од тие лоши коментари, како што ги најавува Никола. Сепак, тоа е критика на самата публика, дали го прифаќа тој модел, но ние го избегнавме моделот на досегашното снимање на авторите, режисери кои секој филм или серија прикажување на сиромаштијата. Ние тука го избегнавме и прикажување на гламур. Имаме доста добри коли, убави жени, забави. Значи, сосем друго. Македонија е прикажана како убаво место каде што се живее и на висока нога. Сега во делот на високото живење на другата страна, што не е позитивна, но сепак прикажуваме гламур. Бидејќи ги спомена жените, сакам и со тоа да привршиме. Некако јас си го преведов тоа што ми го кажа ти. Правата на жените кои ќе спомнат до сега се многу заслужи што успеала оваа серија. Заслужи се и жените, бидејќи збориме за правата на жените, нели, тоа го напомнавме.
95% од комуникацијата, каде и да вртевме, дали институција, ово, она, беа жени. И баш тоа го коментиравме со Никола, правата на жените ги нема никаде, а секаде се. Секаде работат, одговараат, сите 95% подписите ни се од жени. Можеме да констатираме голем напредок во правата на жените врз основа на ова. И само да не потиснат. Ајде, за самиот крај, Фошпанот оди, таа реченица, мислам дека веќе на сите им влезе едно убиство, голема мистерија и многу тајни. Вие што би додале? Би додале се кажа на со љубов, би додале правдина и еве Дејан нека додаде уште нешто ако може. Па, не знам што би додал. Можеме да речеме дека серијата е гламур, вистината на тој систем кој мислам дека уште го има на тајните служби и слично, и тука ќе се пронајде секој во некоја сцена, што тоа го прави баш гледливо еден тип на ваква серија. И да не забораваме дека еден битен елемент во целата серија и тој мистичен семантички слој во кој што се наметнува една мистика околу една дамнешна тајна, но да не откриваме за што се работи, нека дознаат гледачите кога ќе Да, затоа и филм да биде мистично за до последниот ден, мислам, последната епизода, да се откриват некои дури и тука ќе се застане да не биде откриено се до крај за наредна сезона и слично. Да, и мистерија станува и датумот. За сега сме на наскоро, не одаваме датум. Така, ви благодарам многу и на двајцата што гостувавте ова утро. Благодарам